Сонот на Даријан е исполнет. Ние сме во Барселона, заедно со него. Тој тренира во Ла Масија, во најголемата светска академија на фудбалот. Само го прикажа она што најдобро знае и умее да го прави. Јас немам видено дете на негова возраст, како него, така да размислува додека игра фудбал. Различни се тренинзите и мислам дека може да играм во Барселона. Денеска веројатно една од оние ретки прилики во која што колегата ќе ми дозволи јас да зборувам на тема спорт и ми ја предава палката. Ќе го запамтиме. Палката, туку и пехарите, и медалите, и се ти предавам. Денот и датумот ќе го запамтиме. Имаме навистина еден голем повод. Даријан е момче кој што има 9 години, има неверојатен талент за фудбал. Тој има среќа што покрај него и брат му Лука кој што има 15 години, па заедно ја делат на љубов кон фудбалот, имаат можност заедно да играат, да се доусовршуваат и да научат по некоја фора. Но уште и да паснуваат, како што сака да каже. И да паснуваат. Но имаат, се разбира и двајцата, но особено Даријан, навистина голема љубов и желба да игра во Барселона. И таа се оствари благодарение на неговите мајка и татко, Мери и Дамјан, кои што се заедно со нас, кои што беа неговиот ветер во грб. И сите заедно отидоа во Барселона. Доволен повод и причина колегата Бранко Чупевски да ги следи во патувањето. Па денеска имаме една ексклузивна можност, пред да го гледате документарецот, утре во 16 часот и 25 минути се разбира на македонската телевизија. Програмски сервис. Да се запознаете со семејството Галевски. И со оние кои што чекореа со нив, ќе исчекориме сега на кранот, ако може да не префрлите, да ги отвориме гостите, да видиме кој се ни е присутен. Семејството Галевски е тука. Ќе ги представиш Јована од Лука, Даријан, Мери, Дамјан. Па, добро, да, со задоволство. Колегата Бранко Чупевски од мојата десна страна. И гостинот Бранко Чупевски. И гостин, да. А доле го таткото Дамјан Галевски. Добро утро. Добро утро. Мери Галевска. Добро утро. Мајка на Даријан Галевски. Добро утро. И се разбира кој ако не братот Лука. Добро утро. Благодарам што си тука. Како поддршка се разбира, ќе зборуваме малку подоцна за тоа што значи брат, колкав ветер во грб, особено и заштита е за малиот Даријан. Но ајде со ред ќе ми дозволите да започнам со мајката. Така, пристрасно. Палката е ваша. Пристрасно. Инаку да, благодариме за приубавите колачиња кои што ги добивме се, ево, може да покажам? Боите на Барселона. Боите и знакот и се на Барселона ме запознавте малку повеќе со фудбалот. Ќе треба кранот да се вивне високо, колеги, но понатаму во текот. Еве вака, да. Може вака? Вака ги гледаме? Ги гледам. Не. Ајде, еве колегата ми е тука, благодарам. Графиката може за момент само ти ги така. Веројатно си и премногу вкусни. Ќе видиме. По емисија, Бранко, штета што постиш, добро. Ајде, имаме многу убава прилика денеска за разговор, Мири. Како мајка. Син, гордосна мајка, мајкин, веројатно така, нели, расте со една посебна внимание од мајката, но кога вие, затоа што вие сте инаку и поранешен спортист, ги знаете како се спортските води, знаете колку е тешко тука кај нас во Македонија, веројатно и да се, слободно кажам, да се пробиеш во спортот и во можности, кога вие забележавте дека навистина станува збор за талент и за нешто што навистина би било штета доколку не се поддржи и да успее во фудбалот конкретно. Првен добро утро. Благодарам за поканата да бидеме дел од ова ваша прекрасна програма. Пред се да се биде мајка е нешто неубавото чувство. Еден голем епитет кој што може една жена да го добие. Јас сум горда на своите деца, а најмногу сум горда на Даријан во моментот, бидејќи стварно својот талент, своето знаење и својата желба тој го покажува на терен. Даријан уште од мал беше, да не речам палав, туку темпераментно дете. Да. Не знаеше да застане. Динамично дете. Не знаеше да застане на како викаме ние, водата стои, тој не стои. И како викавте, нека е жив и здрав, нека трча. Нека е жив и здрав. Даријан од својата некаде година и пол, значи покажа афинитети кон фудбалот. Како секој дете се игра со играчки, се игра и со топка.
и почнавме дома, купивме од оние голчињава кои што се пластични, кои што ги има секаде по маркетите и ги поставивме дома. Тој толку имаше осет да шутне, па да не речам од 100 шута, 95 беа веќе во голот. Како поминуваше времето на некоја негова 3 годишна возраст, тој престана да игра со топката. Се прифрли како секој дете со пушки, со пиштоли, со машко дете, како машко добро, дете. па да. А го ставивме. Иако желбата како родители, како мајка, Даријан да продолжи со фудбал, не мора да биде со фудбалот, со било кој спорт, меѓутоа он имаше таков голем талент за фудбалот и тоа беше наша неостварена желба. Ајде Даријан со топката, не. Над негова 4 годишна возраст, тој сам побара. Тато, ајде да земеме топката и да почнеме да шутираме. Гледајќи го неговиот брат. Да, сакам и да се надовразам. Да, во меѓувреме Лука веќе почна да тренира во фудбалскиот клуб Форца во Скопје и Даријан израсна на тие терени. Заедно со татко му ја земаа топката и така почна Даријан да као ајде првен дома. Ќе ве молам, вие сте гостин денеска. Вие сте гостин денеска, ќе ве молам. Само една мала дигресија, ова е теренчето што Даријан го има во дворот. И ова е заслуга исто така на неговите родители, тешко на соседите, меѓутоа тоа е што да тука правиме. за родителите да го направат си ова, да ги направат сиве овие можности, веројатно и во еден момент си билете дали можеби сум пристрасен кон детето, дали на вистина го има овој талент кој што го има. Кога станавте свесни дека станува збор за на вистина сериозен талент? Даријан почна на негова 4,5 годишна возраст да тренира фудбал, официјално во фудбалскиот клуб Форца во Скопје, но тоа е многу мала возраст за да он почне да настапува на лигава, односно на фудбалската федерација во Македонија. Во меѓувреме трениравме упорно, талентот негов го препознаваа сите. Така, добро, да, пред 2 години важно. официјално почна да настапува на фудбалската федерација на Македонија, на детските лиги и таму веќе неоспорен беше неговиот талент, сите тренери, па и родителите, па и дечињата ги гледа неговите квалитети, неговата дарба со оние дриблинзи, пасови, голови. Да. Почнавме меѓувремено со многу турнири. Меѓувремено Даријан и веројатно си тоа си го направи своето. Играше за и 2015 и 2016. Поседовме многу кампови фудбалски и талентот веќе е неоспорлив. Тоа се покажува и на самите терени. Да, многу значено, нели, за да знаеме каде продолжуваме. Дамјан, какви беа можностите за него, за Даријан, доколку останевте тука не излезот од границите? Па неговите квалитети во секој случај ги препознаа сите тренери со кои што се соочувавме во теков на нашиот развој на Даријан. Знаете како? Сепак има некои дечиња кои што стварно не може да и родители кои што не може да им дозволат на своите деца да отидат. Можностите се многу помали за една земја како што е Македонија. Да сме ние во некоја земја поголема кај што фудбалот е на повисоко ниво. Дури и соседна земја, доколку знам. Да, и соседна земја, да речеме, не знам, Србија, Хрватска, таму има повеќе скаути, има повеќе фудбалски терени, се работи малце на поголемо ниво. Шансите се големи. И не треба ти многу да вложуваш да шеташ по турнирите. Но верувам дека вие како родители излегувате и надвор од рамките и од можностите за да се овозможи она што треба за нив. Знаете како? Никој не ги прашува родителите како и што прават за да си го дозволат. За жал тоа е таква е состојбата тука, кај нас најдете се сами талентот. Лесно им е на нив, они шетаат, идат по турнири, меѓутоа ние знаеме финансиските средства, како ги собираме, како во тек некој проект да бараме и спонзорства за Даријан, меѓутоа сега тоа е во почетни фази. Напорно е, ние само ни беше поентата да отидеме на што повеќе турнири, за да може да видиме дали и надвор од рамките на нашата земја Даријан го има истиот квалитет. Ние се уверивме дека без разлика Даријан каде настапи, неговиот квалитет е неоспорен. Тоа една од тие резултати е освоеното најдобра награда за најдобар играч на турнирот организиран од Барселона во Загреб. Во Црвена звезда ги препозна исто неговите квалитети и таму доби најдобра награда.
се го повикаа да биде член во нивните редови, Даријан е член на ФК Црвена звезда од Белград. Така да Знаете дека сте на вистинскиот пат? па знаеме, меѓутоа се уште се трудиме да бидеме смирени, да бидеме сталожени, цврсти на земја. Некогаш знаеме да се кренеме, меѓутоа сепак. Ќе зборуваме за тоа засебно. Ајде сега за оној кој што е најзаслужен. Зошто Даријан се вратил да игра фудбал? Лука, знаеш ли ти што е постар брат? За едно малечко братче, 15 години имаш ти тренираш фудбал, ти си за него идол. Поддршка, се чувствува безбеден покрај тебе. Кои совети ти ги даваш до него? Ја мислам, како постар брат, секој постар брат треба да е пример за помалите. И јас сум секојаш тука за него, фудбал, што сака, дека тој многу пати има и сменато спортови, не само фудбал, и кошарка, и дури тепачки понекогаш. И како пример, он за да успее само треба секојаш да вежба, и јас секојаш со него тренирам. Ти каде тренираш сега? Во Вардар. Вардар? Секогаш имам време за Даријан да играме, да тренираме и се тоа, иако во последно време малце потешко со школа, ама Но многите време се разбере. Како ги викаат тие меѓу себе? Како бе? Кои? Па Дуелите меѓусебни братските? Да, како вика Даријан, како викаше ќе си пасувам. Да си пасна, ќе си пасна. Добро, таа е комуникација. Современиот македонски фудбалски јазик. Добро, веројатно и ти она што го усавршуваш и на своите тренизи и тоа што го усавршуваш ти тука, веројатно гледаш и како да му го пренесеш на него. Иако генерацијски сте голема разлика, му викаш, слушај ја што ќе ти кажам. Така е. Фудбалски контекст. Диспаритетот е голем. Разликата во возраста е огромна. За овие години, 15, ти си веќе навлезен длабоко во пубертетот, Даријан туку што пркнува. Фудбалски. Колку може тој да ти парира и со менталниот развој на тоа како го сваќа фудбалот, па сега за физичкиот да не зборуваме, бидејќи очигледна евидентна е разликата. Не, он пак ќе кажам, многу попаметно размислува од многу деца негова генерација и затоа, иако, како што кажавте, голема разлика е, голем улога има возраста на мали години, он сепак може да се носи со поголеми генерации, дури 2 години поголеми. И секогаш кога играм со него, имаме како ривалство, можам да кажам. И секогаш кога, како што кажав, играме, секогаш има расправи, карања, ама се тоа за прогрес негов. Да. Добро, Даријан, освен тоа што се дотеравме за денеска, секоја чест. Значи, фризурата твоја идеја беше? Да, предпоставам многу добро ти стои. А линијата ти ја сгреши берберот или така треба да биде? Така сакал да биде. Ете, сега не се меша. Даријан, како се доживуваш ти себе? Сега кога ги слушаш што зборат мама, тато, бато, како се доживуваш ти себе? Па сам играм и многу сакам да играм фудбал, бидејќи многу е добар спортот. Да, кој сакаш да бидеш? Како беше? Меси. Меси. Тој ти е идол? Ни помалку, ни повеќе. Тој ти е идол? Да. Јас мислам дека ако продолжиш вака, дека можеби и него ќе го поминеш. Не знам. Така ми изгледа, Можеби, да. Да, а што е важно за да се случи тоа? Што треба најмногу да правиш за да ги поминеш и границите на тоа што се гледа сега најголемо? Да вежбам, да бидам посушен, да едам здрава храна и да спиеш помалку на телефон, повеќе на терен, така се договоривме. Да. Знаеш дека тука си затоа што си една приказна која што инспирација треба да биде за другите дечиња, не затоа што си најдобар фудбалер, се уште не си најдобар и се уште имаш многу работа пред тебе. Свесен си за тоа? Да. Ова се, познавајќи го Бранко, ова се веројатно беше твојот поттик и порив да го следиш Даријан, познавајќи го спортот, следејќи го тука, колку пати сме зборували со клубови кои што биле тука и за можностите на фудбалерите, на талентите тука. Како помина сега вака кога ќе ги собереме впечатоците од тука до Барселона и назад? Прво треба да помине премиерата на, сакам да кажам, документарниот филм. Во таква форма е, меѓутоа со една камера бевме во Барселона и неколку термини за монтажа имавме.
што не е баш некој ресурс за да се создаде еден документарен филм, меѓутоа комплетно македонската телевизија застана за оваа идеја од уредници па до раководството, нели сите едногласно кажа во приказната има материјал, има штоф, треба да се изваја. Ти што ќе кажеш со оглед на тоа дека беше таму во Барселона, сведочеше на тоа како го доживуваа Даријан? Па заедно со Ѓорги Деспотовски снимателот бевме во Барселона. Ирина Белул го измонтира овој материјал од 35 минути. Сакам да кажам и ќе кажам документарен филм. Знаеш како Јована, Дамјан не знаеше како работиме, се додека не виде како се работи. 24 часа бевме заедно, Мери, Даријан, Дамјан, Ѓорги и јас. Живеевме заедно во еден простор и се уверија дека за да се создаде нешто вакво треба да има огромна посветеност и треба да се одработи многу. Сосема случајно во неформален разговор со Дамјан ми соопшти, знаеш што, вака сега ќе избегам нели од формалниот говор, знаеш што Даријан го избра во Загреб за MVP, ќе идеме може во Ла Масија во Барселона. Молам, каде ќе одите? Што значи тоа? Зашто го избрале? Што значи тоа? Даријан е избран низ неколку филтри. Прво низ турнири во Македонија за да биде виден од скаути кои што би го повикале да биде дел од клубови кои што се од надвор. Црвена звезда со секоја почит на Динамо и на останатите клубови од Балканот и од регионот, меѓутоа Црвена звезда е гигантот кој што го диктира фудбалот тука со децении наназад, повеќе децении, да не кажам и цел еден век. И не знам колку им е јасно на луѓето приликата што му е дадена и бланко листот што му е даден на Дамјан, донеси го Даријан да игра за Црвена звезда. Тоа значи дека не значи дека тој ќе стане не знам Драган Стојковиќ Пикси или Меси или Дарко Панчев или не знам кој, меѓутоа тоа значи дека во детето се гледа голем потенцијал, а обично не се греши кога се гледа и се еве ги луѓето кои што што велеа таму. Ова е сегмент кој што е снимен со телефонот на Дамјан, бидејќи не смеевме да снимаме ние со камерите на терените на Ла Масија. Овој материјал предаден од родителот, кој што е вметнат, инкорпориран во документарецот. Требаше да се види реакцијата на тренерите. Даријан беше постојано во нивната уста. Даријан good pass, good pressure, значи добро додавање, добар притисок. Иако Даријан не играше толку многу со топката, сепак филозофијата негова на сваќањето на фудбалот, а тоа е тимската игра, беше препозната и тоа кореспондира со она што значи Ла Масија во светски рамки, а Ла Масија сакале ние да признаеме или не некој од нас, нели, како што сум јас, например, бидејќи други екипи ми се фаворити, меѓутоа никој не смее да го оспори квалитетот кој што еве сега новата генерација на Барселона го докажува, исто како и она на Меси. Таму луѓе се работи. Таму не може прво да дојде секој, а второ не може секој да го носи дресот на Барселона потоа. Се ова евидентно ќе го гледаме во сонува и безгрижно, но што понатаму, Мири и Дамјан, што понатаму сега? Понатаму останува ние да го пратиме на тој пат на кој што сме решиле. Еднаш кога отидовте во Барселона, очекувате да ве викнат второ, како оди, која е процедурата? Процедурата е во Барселона не може да дојдеш да бидеш член пред 13 годишна возраст. Тоа се зборови лично. Тој има 9. Он има 9. Тоа се лично зборови од нивните тренери кои што работат таму. Единствено, ако значи нешто, Меси има дојдено на 12 годишна возраст. Правиме муабет за деца кои што се членови на други школи и клубови, кои што они решаваат на 13 години дали си ти квалитетен за нивната школа или не. Дали имаш капацитет или не. Има деца таму кои што тренираат, меѓутоа сите тие деца се плаќаат енормна сума на пари за да тренираат и Барселона нив користи веројатно само финансиски ресурси, ништо друго. Случајот е поинаков. Случајот со Даријан е поинаков и со некои други деца во светот. Добивме фидбек во една форма која што кажа го потврди тоа што го видеа и Бранко и сите што беа таму, дека Даријан е исклучително талентиран, дека согласно нивните правила го исполнува сето она што треба да го има еден член на Ла Масија и за некоја година веројатно пак би не повикале за да видат дали он стои на истиот пат и дали ги има истите квалитети. Се додека не дојде до она годиште 2-13 години, каде што ако остане на тоа ниво,
Да. Да, може би не поканиле да... Она што го заклучија сите, само да те дополнам, Дамјан, не побараа луѓето тој да се развие во некако фудбалер на 13 години, туку рекоа нека остане со истиот ентузијазам, со истиот потенцијал, со истиот квалитет и скоро па сигурно му е загарантирано да се обиде, односно да добие шанса да заигра во Ла Масија. 9 години има, веројатно, да, на иста линија сме со прашањето, 9 години има, сакав тоа да го потенцираме затоа што сега и најмногу се вложува и се ваја неговиот карактер. Како мајка верувам дека навистина сте во еден голем предизвик. Рековте се обидуваме да останеме смирени, но многу е важно влијанието како ќе го пренесете на него за целата еуфорија, како да се продолжи понатаму. Токму така. Даријан има сепак уште и е 9 години или 9 годишна возраст, а спортот треба да се сака пред се како игра, како дружење со другарчињата, тоа да му биде секојдневна навика. Ние знаеме под каков притисок сме и ние како родители, па предпоставувам дека и како родители му го принесуваме и на него, но со текот на времето гледаме тоа да биде во поблага варијанта. Зошто? Затоа што Даријан во моментот 4 дена во неделата тренира во ФК Форца Скопје. Тоа сепак 4 дена во неделата. За 9 годишна. За 9 години, а и сигурно со Лука играат плюс за викенд. И на училиште игра, и така пред града игра, и додека спие игра, и во дневната игра. Сакам да се надоврзам дека почесто сега викендите сме во Белград, во фудбалскиот клуб Црвена звезда, каде што многу и немаат време да се гледаат за викенди со својот брат. Таму имаме тренизи, имаме лиги кои што ги игра Даријан и сме премногу зафатени. Неговиот квалитет, неговиот талент, тој го покажува и во Србија. Тој игра прав состав во првата петорка или шесторка во Црвена звезда. Заврши со припремите пред месец дена. Таму беше фантастичен. Ги добивме повратни информации од тренерот. Како нашиве таленти таму ги перцепираат? Кои таленти? Српските? Не, како нашите таленти се перцепираат во Србија. Да. Еве сега ќе ти кажам конкретно како ние решивме, значи многу е тешко за македонец. Па во контекст многу е на тешко, тоа прашувам. посебно е тешко кога ќе отидеш на повозрастна поголема возраст. Вообичаено од Македонија идат на возраст некоја околу 15 на години. Даријан е еден редок случај кој што е повикан на 9 годишна возраст. Ја барем не знам, може Бранко знае, ја не знам дете што е повикано на 9 годишне. Тоа носи своји тешкоти, но носи своји предности. Зошто? Затоа што кога ќе отидеш на 15 годишна возраст, веќе малце пубертетот и во децата се исти, дали во Србија, дали во Македонија, носи огромни проблеми за детето дојдено од Македонија. Затоа Мири ја прашав, сепак има 9 години. Даријан, ние решивме, кога не повика тренерот, ни кажа, слушајте, може да доаѓате еднаш до 2 пати во 2 месеци. И јас си реков на мојата сопруга, не, ќе идеме секоја недела, ама знаеш ќе се мачиме, не е проблем. Меѓутоа, ќе му возможиме на Даријан да со дечињата се сближи повеќе, за подосна да го сеќаат како нивни, за да немаме проблем да се здружи. Тоа се случува веќе во период од неполна година, тоа се случи на почетокот имаше Даријан, тато, сите се зафркаваат со мене. Како се зафркаваат? Кој јазик причаш ти? Меѓутоа Даријан на турнири сега со фудбалскиот јазик што правиме сега? Со фудбалскиот јазик. Сега сите сакаат да играат со него затоа што он е тој што им дава топки за да дадат голови, научи и српски, значи пред некој ден не зачуди. Научи и српски да збори и веќе му е олеснителна околност за понатаму. Иначе тој таа јазична бариера си менува многу. Не се работи само за јазик. Фудбалскиот јазик е фудбалски јазик, меѓутоа да, не се работи само за јазична бариера. Постојат и други бариери. Кој да отиде во Србија ќе биде третиран така како што е трениран. Ауслендер. Не само во Србија. Кој да отиде во Хрватска ќе биде третиран така. Кој да отиде во Ла Масија ќе биде третиран така. Да, затоа што секаде си странец. Се разбира, нормално. Ние сме имале дете во Ла Масија. Синот на Бабунски, децата на Бабунски игра и во Академијата на Реал и во Академијата на Барселона. Тричковски е прво име што ми доаѓа, односно последно со таква
помпа и еуфорија што замина за Барселона, исто така дете од Ѓорче, сакаме да кажеме, на Шицка научи да игра фудбал, Црвена иако од звезда. Карпош 4, Во Црвена да, звезда. отиде во Црвена звезда, затоа сакам да кажам. Значи имаше еуфорија за неговото заминување во Црвена звезда и тој се покажа како вонсерийски талент и потенцијал. Меѓутоа ова е различно од сите тие случаи, бидејќи прво времето е различно, а најверојатно и талентот е различен. Даријан е избран од 5 скаути, односно 4 скаути и еден координатор на скаутинг службата во Загреб и на инсистирање нивно е повикан да дојде во Барселона. Иако претходната година друго дете со хрватско државенство избрано за MVP, Даријан и претходната година беше најдобар на турнирот, па не беше избран, само затоа што е странец и затоа што не му било времето. Даријан, ако не беше избран минатата година, сигурно ќе беше оваа. Така што неговата шанса ќе си дојдеше кога и да е. веројатно полека. Се работи за природна селекција во него. Како се калеше Челикот? Челикот што ќе го гледаме Да. во 35 минутно издание. Ќе го видиме, Па да. Челикот се Сакам- калеше прво 11 дена во Барселона. Сакаше да дополниш? Да, Да, повеќе. Ке на крај ќе ти дадам Добро. да завршиш, добро, ќе издржиш. Лука, ти учиш во Орце? Така Орце ни беа гости претходно, многу така позитивни активности, настани, се нешто околу гимназијата, многу се испромовира. Ти имаш 15 години, прва година си. Како поминува твоето слободно време кога не си на училиште? Со учење од дома и со играње фудбал на тренинзи. Така и со играње фудбал. Добро, значи учење, играње фудбал. Добро, има време за се, веројатно кога се сака со другарите. Да. Играте додека сте во училиште или само на тренинзи? Фудбал? Да. Со другарите? Да. Не, во училиште понекогаш, ама тоа е многу ретко. Најчесто само на тренинзи. Како е со младиве денеска? Тренираат по некој спорт? Моје време мораше да се тренира нешто. И За баш- другарите? Да. Слабо, така? Многу. Значи се издвојуваат оние кои што сепак сакаат да тренираат. Па добро. Дали Виж, двајца фудбалери сме од цела школа. вистина, 20 фудбалери во цела Од школа. 285 ученици. Не се откажувај. Нема Сепак, шанса, нема потекнува од шанси. фудбалско семејство. Нема шанси. Добро, Даријан, ти како рече го поминуваш своето слободно време? Со фудбал. Со фудбал. Кажи друго. Добро. Со книги. Помалце и со Сони, помалце. Ај, А на помалку. Сони што? На Сони што? Фудбал. Така? Да. Добро, кажа дека Меси е мој идол. Јас сакав да те прашам од кој најмногу гледаш техника, како игра, кој те фасцинира од фудбалерите? Ламин Јамал и Рафиња. Како? Ламин Јамал. Ламин Јамал и Рафиња. Што те фасцинира кај нив? Па кај Ламин Јамал има многу памет, многу добро дрибла, а кај Рафиња многу е брз и многу дава голови. Екзекутор. А да, и ти си земаш нешто од едниот, нешто од другиот? Иначе двајцата се од Барселона. Леле, Лука, тебе кој ти е идол? Исто ли некој од Барселона? Исто ли е клубов? Што е Меси. работава? Меси. Исто. Уф, добро. Мири и Дамјан, за се ова, нели, да оди во вистинскиот правец и се, пак на мајката ќе го свртам вниманието, верувам дека се консултирате и со психолози, терапевти, со нутриционисти, со се оно што е потребно, затоа што сепак има 9 години, сега треба и да израсне во спортист, така, да се Така е. формира, не само и како личност, туку и сакате да вложите во него во спортот. Кога сме веќе на овој пат, како што сме, Да. Даријан е сепак уште мал, 9 годишна возраст, редовно ги посетуваме прегледите, спортска медицина, Добро. на 3 до 4 месеци. На 9 годишна возраст е добар со сите параметри, сега за сега е доволно Даријан со она до сега, односно како се храни, колку течности, нели, секако прима, нема потреба за ништо дополнително во оваа фаза од животот на Даријан. Секако да, се посетувавме и неколку сесии на психолози, кога баш требаше да отиде во Црвена звезда и она одделување. Сакам да напоменам дека Црвена звезда е на голема институција каде што нема споредба со ниту еден клуб од нашиве во Македонија. Примерот ќе го земам со припремиве, со сите турнири, каде што децава
без разлика на која возраст се, не смеа да имаат телефони, не смеа да имаат никаков електронски уред, не смеа да имаат електричен часовник. часовник. Дисциплина, Нема со црвена звезда ќе ја погодиш ова на она за тие другите од Така да, стварно е многу строго, каде што на секој кој ќе му кажеме, сите се чудат. Како на 8 годишно, 9 годишно дете нема телефон, не сме да се слуша. Ќе го ставиш во ред и дисциплина, така? Така е, но тоа се сепак мали деца кои што сепак се уште врзани за своите родители. Ти не смееш никаков контакт во тие 8 или 9 дена. Не смеат родителите да бидат таму присутни, дали да ги гледаат оние пријателски надпревари или да ги гледаат тренизите, не смеат. И така да овој период заедно со помош на одредени психолози го поминавме, го надминавме и затоа еве сега оваа година Даријан предобро се покажал на припремите, без никакви оние фрустрации околу јазикот, околу тоа да ги слушна мама и тато. Тоа е тоа што сега за сега Даријан стварно навистина се движи по добар пат. Ние сме тука родителите заедно кои што стварно сме посветени на него во однос на делот или на исхраната пред секој надпревар, што треба да јаде, како треба, колку треба витамини. Тука сум јас да се грижам за сето тоа, за да може он максимално својот талент, своето знаење да го покаже на самите терени, бидејќи се знае без здрав начин на живот не може да успее ниту еден спортист. Тука сме ние за вашите следни успеси. Благодариме денеска што ни бевте гости, навистина ми беше чест и задоволство. Благодариме за преубавите колачиња и ќе дозволам на колегата да го најави материјалот кој што е ексклузивно. Ќе имате можност да го гледате утре во 16 часот и 25 минути на македонската телевизија. Ако може на широката камера да останеме, да се види Даријан. Со Дамјан се познаваме од ембриони, уште од пред да знаеме за себе. И некако сосема случајно излезе комуникацијата за Даријан. Меѓутоа не се покајав што ги заедно со Ѓорги Деспотовски што ги поминавме тие 11 дена по пат. Документарниот филм што ќе го гледате утре, сабота од 16:45 на првиот програмски сервис на македонската телевизија нема крај. Тоа е само еден никулец, тоа е еден почеток. Филм во кој не се пропагира некоја голема фудбалска звезда, филм во кој не се пропагира некој успешен фудбалер што ќе заработува милиони или некој успешен фудбалер што ќе освои титула во Лигата на шампионите или на светското фудбалско првенство, туку се пропагира една животна приказна, еден сон на едно дете кое што сонува да игра во голем клуб, не мора да е тоа Барселона, иако фудбалската трансферзала му е добра, од Скопје преку Звезда па таму некаде на Пиринеите. Значи се пропагира еден момент кој што треба да ги инспирира сите деца во Македонија, дека, како што каже министерот Борко Ристовски, го има исто така во филмот, со една негова изјава, дека ова е голема шанса за едно дете и дека другите македончиња треба да го следат Даријан и неговиот мотив и пред се упорноста за да се стигне онаму каде што се сака.